Мицкоски вели бараме 61 пратеник, пошто бовите се коментира некоја бројка од 50 на пратеници, дали е таа реална, имајќи во предвид дека ВМРО ДПМН по најдобрата можеби анкета реална, има некаде од 18 до 19% рейтинг, што во апсолутни бројки на 1.800.000 жители е некаде околу 330 до 350.000 гласови. Можно ли е да стигнат и до 50 пратеника? Еве и тој момент да го изанализираме. И од каде по изборна единица би дошло? Тоа сакав да кажам, во овој момент е многу тешко, мислам дека и најдобрите експерти по изборни системи би направиле таква анализа, бидејќи цело време шпекулираме во доменот на дали ќе има предизборна коалиција меѓу СДСМ, ДУИ и Алијанса. Таа е најверојатно. Ајде да анализираме со предизборна коалиција ДУИ, СДСМ, Алијанса. Ако сакате со да хипотетички да анализираме со СДСМ, ајде да ги броиме тие 50. Во изборна единица 1, колку би имале ВМРО ДПМН? Не повеќе од 7, каде што е левица, каде што веројатно Гром ќе настапи со сопствени Јакимовски потврди тука во студиото. Значи тука и е веројатно левица, има Гром, еден пратеник, најмалку. Како и да е, партиципира во изборната единица каде што е најак. Тука е левица каде што е најака и тука е коалицијата на СДСМ, ДУИ и Алијансата за албанците. Значи јас не гледам од тие 20 ВМРО ДПМН дека во изборна единица 1 би имала повеќе од 7 до 8. Во изборна единица 2, каде што ги имате СДСМ, ДУИ и Алијанса, ја имате обединетата албанска опозиција и во изборна единица 1 заборавивме во Сарај дека имате обединетата албанска опозиција, значи што може да земи таму пратеник во однос на Сарај Чаир ако дојдат до 6.500 гласа. Во изборна единица 2 исто така историски се покажало дека ВМРО ДПМН по ниска излезност и ВМРО ДПМН и СДСМ губат по 1 до 2 пратеници во тие мешани изборни единици каде што има албанци, бидејќи албанците затоа што не се излегува традиционално гласачко тело. Значи ако излезноста условно кажано кај етничкото македонско гласачко тело е висока, губат албанските политички партии во КЕЦ 2, 5 и 6. А ако е обратно, ниска излезност кај македонците како што беше нели во изминативе изборни циклуси, тогаш губат македонци. На последните ВМРО и СДСМ има по 8 во изборна единица 2. Еве да туриме и 8 дека ќе имаат во двојка. Добро, тоа се 16. Или 15. Во изборна единица 3, каде што ја имаме левица, што има веќе 1 пратеник, а левица во изминативе 3 години тој нејзин пратеник кој бил активен во собранието, работи на создавање на гласачко тело на левица во изборната единица 3, лидерот на левица е од Велес, предава во Штип. Апсолутно. Значи во Велес и Штип се левица база, така е. Значи да претпоставиме дека левица ќе има минимум 1 на кај двајца пратеници, све по претпоставка, останува 18 пратеници да ги делат ВМРО и СДСМ, нека победи ВМРО, тоа се 10-8-2 да речеме за левица. 8 ги даваш, имајќи го и тој еден пратеник што дуи го губи во чашка, што е во тројката. Да. Еве да речеме таму 10. Тоа се 25. 25, да. Четворката имате Роми гласачко тело, имате во Кривогаштани исто така на кај Прилепски села каде што дуи има и македонци муслимани, и бошњаци, и албански села, каде што и во четворката дуи може да пенетрира врз база на таа заедничка коалиција. Ајде да речеме во четворката ќе биде 11-9 за ВМРО ДПМН. Предпоставуваме, така? Да, ама сигурно и левица ќе има 1 пак до 2 пратеника. Да, ама сакам да кажам, еве, левица нека има 1, 10-9, да. 10 и 25, 35. Потоа доаѓа петката. Петката секогаш ВМРО земала 8-9. Поради етничките албанци, секогаш Алијанса земала, секогаш ДУИ. Ајде да и туриме дека ќе има 9 како победник. 35 и 9 се 44. Останува шеската, не повеќе од 1-2.
Значи 50 се многу. Невозможно е 3 да имаат затоа што имаат 2020, а кога ќе се акумулираат гласовите на една листа. Добро, еве нека и со си Донтов, 2. Значи не доаѓаат до 50. Значи 48 ги избора. Не, 45, 46, 44 и 2 да им даеме у 6 46, како што на минатите имаат 44. Со тоа што јас апсолутно ви кажувам дека во сите останати изборни единици ВМРО ДПМН ќе победи во тројка и во четворка. Ме разбирате, ќе биде пата во петка и во двојка. Во однос на апсолутно прифатливите резултати во однос на тоа дали ќе има коалиција меѓу СДСМ, ДУИ и Алијанса за албанците. Најголемата разлика ќе ја направат во изборна единица 6, каде што таа коалиција би направила Џандар Збири и веројатно би земала минимум 15 пратеници. А кој друг ќе земе? Албанска опозиција ќе земе валјда 6-7 пратеници. Еве 6-7 они нека земат. Теоретска 13, шанса нема да земе 6-7. 10 ќе бидат сигурно. Нема ДУИ сама зима во изборна единица 6-10. Да. Со алијанси и со ДПА цело време ја забораваме да ја ставиме во контекст, Да. што е владеачка партија моментално. И тежи некаде околу 30.000 Па гласови. не 30, на последните имаше 15, ама во изборна единица 6 два пратеници, ме разбирате. Да. Никој веќе не ја спомнува ДПА на Мендухтачи, тие се дел од власта со еден пратеник, ама и тие ако идат на конто на тај широк европски фронт, гледам дека Тачи апсолутно си функционира со оваа власт, збориме за Мендухтачи, така што ај нека не се 15, ама 3-14 во однос на 3, тоа е разлика од 10 пратеници. Така што мислам дека ситуацијата во однос, ако биде така, изборам оптимистичко проектирано сценарио, бидејќи има многу фактори. Имате фактор медиумска кампања, имате фактор теренска кампања, ги има тие пари што ги велиме, што се пуштаат во оптек, и фактор изборен модел, Донтов изборен модел, каде што постојано нели се велеше дека ќе биде променет. Левица на минатите избори и покрај тоа што зема два пратеници беше блиску до 5, тоа да. сакав да кажам. Многу пати сум го критикувал овој Донтов изборен модел, дека буквално го руши правото на еден глас, еден граѓанин. Да. Сум го дал примерот 2011 година, тогашната партија ВМРО Народна партија на Љупчо Ѓорѓевски освои 29.000 гласи и зема 0 пратеници, бидејќи беше голема излезноста и се расплинија по изборни единици, а партијата на Руфи Османи, што веќе не постои НДП, Национална демократска преродба, зема со 21.000 гласа, два пратеници концентрирани во изборната единица 6. Ме разбирате, Донтовиот модел е многу лош за малите партии. Така фактор има и, например, може да отидат у 6 да не идат заедно на листа, ама у кец, двојка и петка да идат заедно на листа, у тројка и четворка да не идат заедно на листа. Точно, тоа е се до коалицискиот договор, но многу фактори се во игра и мислам дека подобро би било ова да го коментираме кога веќе ќе бидат поднесени листите до ДИК. И тогаш ќе биде многу појасно, кога ќе видиме кои сите парламентарни партии, кои коалиции ќе се создадат. Има многу фактори, еве тука е градоначалникот на Куманово кој е моќен и Куманово е голема општина во изборна единица 2. Не знаеме како ќе настапува, би го спомнали. Но едно е да победиш на локални избори, друго апсолутно, е ама сакам да кажам, да направиш некаков ефект на парламентарни. И знаеш што? Во суштина знаеш, главната теза на ВМРО ДПМН пак не е дека они ќе освојат многу гласови. Слободно чи се поде водата. Главната теза не е дека ВМРО ДПМН ќе освои многу гласови, него главната теза е дека СДСМ ќе падне под 200.000. Дали е тоа можно? Дали е можно СДСМ барем да го освои тој резултат што го имаше 230.000 гласови на локалните избори и дополнително оној фактор ЛДП, Зелени, кој што го забораваме, им зема на СДСМ 20 до 30.000 гласови. Вака беа, тогаш ЛДП и Дом настапија со листи на локалните избори и они, например... И мислам дека и Павле Трајанов беше. Не, Павле беше со нив, да. Павле се пишмани, беше со нив, сега е Павле излезен од коалиција, па ЛДП и Дом останаа во коалицијата, но направија штета,
тогаш ЛДП и Дом направија штета, бидејќи 3500 гласови Битол им зема, Да. тоа значеше победа, водство у прв круг Апсолутно, на ама не е само тоа, туку и психолошка штета им направија со тоа што сегде ставија кандидати и ги срозуваа, да речеме, кандидатите на СДСМ, бидејќи настапуваа и покрај тоа што беа дел од власта, централната власт и ЛДП и Дом, настапуваа тогаш со посебни листи, со промени, со политичко лого промени. Какви промени вие од позиција на власт. од позиција на власт најавувате, но тие се локалните избори, точно. Сега ЛДП и Дом веројатно ќе настапуваат во коалиција со СДС. Затоа го спомнав градоначалникот на Куманово, па тука би го ставили во контекст градоначалникот на Шуто Ризари Курто Дудуш, кој ете со партиски печат на ЛДП. на ЛДП ја освои власта во Шуто Ризари покрај тоа што СДСМ нели имаше кандидат од редовите на СДСМ Ром за градоначалник, но ВМРО неофицијално немаше, ама имаше еден човек. Да, сакам да Имаше кажам, човек кој се го сакам да кандидираше. кажам имаме сакам да кажам имаме политичари кои се мокни како градоначалници во изборни единици кои се моментално надвор од коалицискиот радар и потенцијал и на ВМРО-ДПМ и на СДСМ. Тука е нели градоначалникот на општина Карпош, Степчо Екимовски и неговата политичка партија, која тогаш беше дел од ВМРО-ДПМ, не збориме 2020. Да. Вие кога ќе стаите на куп не може да израчунате и да пресметате колку гласови таа политичка партија тогаш донела со својот коалициски потенцијал, но сега е надвор од коалицискиот капацитет на ВМРО. Значи тоа е со 2 до 3%. Не, сакам да кажам 2% рейтинг како што го ставаат гром, тоа е дека тежи некои 20.000 гласови, сакам да што не кажам. е мала бројка на Ништо не избори е на кои мала. што очекуваме мала излезност. Дополнително Арсовска им донесе Тоа сакам да 30.000 кажам. повеќе гласови Тоа сакам да од кажам. тоа што имаше Значи, советничката листа. На парламентарни избори, бидејќи се гласа за листи во изборни единици, секој глас плюс е добитен, така и за мнозинскиот систем, но затоа се прават тие предизборни коалиции широки, бидејќи како што кажав, Донтовиот изборен модел е смрт за помалите политички партии од аспект што е многу нефер заради тој изборен модел со 6 изборни единици, де факто има еден природен прак од 3,5-4% за да влезете во собрание и се надевам дека еден ден ќе се смени, а гледаме дека не го менуваат. За тоа имаат консензус и ВМРО, ДПМН и СДСМ и ДУИ, за све друго ќе се извадат очи, но кога стануваат